Обидите за кревање на блокадата на Софија влегуваат во своевиден фотофиниш. Процесот се води на две патеки. Првата е на домашен терен во Бугарија, каде премиерот Кирил Петков е во незавидна позиција. Обстанокот на неговата влада виси токму поради прашањето со Северна Македонија, тема за која самиот Петков и партиите кои го поддржуваат покажуваат силен интерес да биде затворена. Втората патека е на меѓународната сцена, за честија посетите на врвни европски дипломати на Скопје кои доаѓаат со една главна порака. ЕУ интеграциите во кои покрај земјава е блокирана и Албанија треба да бидат рестартирани што е можно побрзо. За само неколку дена во Северна Македонија се појавија и германскиот канцелар и шефот на хрватската дипломатија, како и претседателот на Европскиот совет. Денеска Гордан Грлич Радман ситуацијата на Западен Балкан ја стави во директен контекст со руската агресија врз Украина. Када говоримо о сигурности, онда говоримо и о Кога говориме за безбедноста, зборуваме и за превенција од влијанија од трети земји и превенција од прелевање на судирот, така наречен домино ефект. Силно ја осудивме руската агресија врз суверена земја што е без преседан во 21 век. Нарушен е светскиот поредок. Отворањето пристапни преговори би бил не само политички, туку и важен психолошки момент и за граѓаните на Северна Македонија, бидејќи 17 години чекате тоа да се случи. Северна Македонија направи се што требаше, го смени името, направивте големи реформи, покажавте дека сте проевропски и со отворањето преговори ќе се отвори ново поглавје на европската перспектива. Преважно е ова прашање да се најде повторно на агендата на Советот на Европската Унија. Сметам дека технички се е возможно. Тоа е за една седмица. Очекуваме, се надеваме на свикување на меѓувладина конференција. Тука е важно и француското претседателство, како и влијанието на водечките земји во Европската Унија. Домаќинот Османи потврди дека изминатиот викенд имало интензивни разговори со бугарската страна, кои, како што ги нарече, биле конструктивни. Но политичката нестабилност во Софија го комплицира целиот процес и можноста за некаков пробив до состаноците на врвот на Унијата наредната недела. Се разбира, времето е кратко, во прашање се денови во рацете на Република Бугарија, земја која што 2018 ја врати агендата на Западен Балкан во Европската агенда на Западен Балкан преку самитот во Софија, а потоа ја запечати таа агенда Загреб во текот на нивното претседателство, дали сега пак во Софија ќе се погребе. За жал ќе користам таков збор, таа перспектива на Западниот Балкан. 18 милиони луѓе, очите на 18 милиони луѓе се свртени кон Софија, каква одлука ќе превземе. Јас се надевам дека бугарските политичари ќе се издигнат на нивото на задачата која што ја имаат и нема да дозволат во Софија да се изгради споменик на гробот на најуспешната политика на Европската Унија во последните 75 години, а тоа е политиката на проширување. Шарл Мишел, претседателот на Европскиот совет, кој е во посета на регионот како знак на европската поддршка, утре ќе има средби со државниот врв во земјава. Се очекуваат пораки кои ќе бидат на иста линија со оние на германскиот канцелар и хрватскиот министер. Во моментот, надминувањето на македонско-бугарскиот спор и обновувањето на диалогот Белград-Приштина се на врвот европски приоритети за Западен Балкан. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.